За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите: за предјадење пирошки со обланда и сусам, како главно јадење јунешко на бургундски начин, за десерт бомбици од суви смокви. Гурмани, на 1 мај излегува новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Подгответе се навреме за одбележување на вашата матурска прослава со трпеза што ќе воодушеви секого и вкусни предјадења, главни јадења и десерти во кои ќе ужива секој. Не пропуштајте го новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Излегува на 1 мај. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите пирошки со обланда и сусам. Во навлажната куинска крпа свиткуваме една обланда. На даската за сечење шунката ја сечкаме на ситни коцки. Исечканата шунка ја ставаме во подлабок сад. Потоа и краставичките ги сечкаме на такви коцки. Исечканите краставички ги додаваме во садот со шунката. На покрупната страна од рендето во садот го рендаме кашкавалот. Потоа во садот го рендаме и сирењето. Во садот додаваме 2 лажици мајонез. Промешуваме. Обландата ја одвиткуваме од крпата и ја ставаме на даската за сечење. Ја сечеме обландата на 3 еднакви дела. Врз првиот дел нанесуваме од филот. Ги свиткуваме краевите на обландата за да не испаѓа филот. Виткаме ролат. Истата постапка ја повторуваме со сите 3 дела од обландата. Јајцата ги кршиме во чинија и ги матиме со вилушка. Во чинијата со лебните трошки го додаваме сусамот. Промешуваме. Секоја пирошка ја свалкуваме најпрво во брашно, потоа во изматени јајца и на крај во лебни трошки со сусам. Во тава со загреано масло на оган ги ставаме пирошките да се пржат. За време на пржењето ги вртиме пирошките за да поруменат од сите страни.
Испржените пирошки со лажица решетка ги вадиме од тавата и ги ставаме на чинија. Чинијата за сервирање ја украсуваме со лист зелена салата. Преостанатите 2 кисели краставички ги сечкаме на коцки. Исечканите краставички ги додаваме во садот со преостанатиот мајонез. Во садот наросуваме мелен црн пипер. Добиениот тартар сос го мешаме со лажица. Сосот го ставаме врз лист од зелена салата на чинијата за сервирање. Потоа на чинијата ги сервираме пирошките со обланда и сусам. Тартар сосот го украсуваме со лист магдонос и парчиња лимон. Декорацијата ја завршуваме со цветови од маслинки со морков. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 мај. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје темјаника со зеленика во жолти нијанси и мускатно цветна арома. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Измешајте фил од коцките шунка и кисели краставички, рендани од кашкавали, сирењето и мајонез. Нанесувајте на 3 ленти омекната обланда и свиткајте ролати. Свалкајте ги во брашно, изматени јајца и лебни трошки со сусам. Испржете ги. Сервирајте со тартар сос и декорирајте. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите јунешко на бургундски начин. Чадената сланина ја сечкаме на долгнавести парчиња. Потоа месото со нож го засекуваме формирајќи џебови. Во џебовите ги ставаме парчињата сланина. Шпикуваното месо го ставаме во длабок сад. Потоа го преливаме месото со црвено вино. Во садот ги додаваме и зрната црн пипер. На магдоносот му ги отсекуваме рачките. Рачките магдонос ги додаваме во садот со месото. Чешнињата лук пак ги сечкаме на парчиња и ги додаваме во садот. Главицата кромит ситно ја сечкаме, а потоа ја додаваме во садот. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Го оставаме месото да отстои во маринадата 24 часа. Го вадиме месото од маринада. Потоа го сушиме со хартија. Преостанатата чадена сланина ја сечкаме на коцки. Исечканата сланина ја ставаме во тава за пржење на оган. Во тавата додаваме и масло. Откако сланината ќе се испржи во тавата, го додаваме шпикуваното месо. Морковот го сечкаме на кругови и го додаваме во тавата. Корените од целер и пашканат пак ги сечкаме на парчиња. Исечканите корени од целер и пашканат ги додаваме во тавата. Откако ќе порумени од сите страни, ја вадиме шпикуваната розбратно од тавата за пржење и ја ставаме во земјана тава. Со црпалка го вадиме зеленчукот од тавата со маринадата и го додаваме во тавата за пржење на оган. Содржината од тавата за пржење ја претураме во земјаната тава. Земјаната тава ја ставаме во редња. Печеме 2 часа на температура од 180 степени. Во меѓувреме преостанатата главица кромит ситно ја сечкаме. Во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло го ставаме исечканиот кромит да се пржи. Откако кромитот ќе омекне, во тавата ги додаваме конзервираните домати. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Во тавата ги додаваме ловоровите листови и босилекот. И шеќерот го додаваме во тавата. Промешуваме. Потоа ја тргаме тавата од оган. Магдоносот ситно го сечкаме.
Парчето алуминиумска фолија го попрскуваме со масло. Со рака ја намрсуваме целата фолија. Врз фолијата нарисуваме сечкан макдонус. Ја вадиме испечената розбратна од земјаната тава и ја ставаме на средината на фолијата. Потоа ја свиткуваме во фолијата. Ја притискаме со раце фолијата за макдонусот да се залепи за розбратната. Ја отвораме фолијата. Розбратната ја сечеме на парчиња. Чинијата за сервирање ја украсуваме со лист зелена салата. Со црпалка на чинијата го нанесуваме доматниот сос. Врз сосот скалесто ги редиме парчињата розбратна. На чинијата за сервирање ги распоредуваме маслинките. Декорацијата на јунешкото на бургундски начин ја завршуваме со листови целер. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 2,5 часа. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 мај. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Вранец со темно-рубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рипизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Шпикувајте го месото со парчиња сланина. Маринирајте го во виното со зачини, рачки од макдонос и парчиња лук и кромит. На масло испржете ги преостанатите коцки сланина и додадете ги месото и парчињата моркови и корено целери пашканар. Поруменетото месо ставете го во земена тава, додадете го запржениот зеленчук од маринадата и испечете. Облепете ја розбратната со сечкан макдонос и сечете на парчиња. Сервирајте на испржениот сос од конзервирани домати. Додадете ги маслинките и декорирајте. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите бомбици од суви смокви. Чоколадата ја кршиме на парчиња и ја ставаме да се топи на пареја. Мешаме со лажица. Садот со растопената чоколада го тргаме од оган. Во друг длабок сад ги ставаме мелените смокви, шеќерот и дробените ореви. На ситната страна од рендето во садот рендаме кора од портокал. Потоа во садот ја додаваме и растопената чоколада. Мешаме со лажица. Смесата продолжуваме да ја месиме со рака. Во садот го додаваме румот. Продолжуваме да ја месиме смесата. Од смесата формираме бомбици. Наизменично по една бомбица свалкуваме во шеќер, чоколадни трошки и мелени ореви. Ги редиме бомбиците на чинија за сервирање. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 20 минути. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што излегува на 1 мај.
Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Од смоквите шеќер, одробените ореви, ренданата кора од портокал, рум и растопената чоколада замесете смеса. Формирајте бомбици. Неизменитно свалкувајте ги во шеќер, чоколадни трошки и мелени ореви. Сервирајте ги. Добар апетит! Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Гурмани, на 1 мај излегува новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Подгответе се навреме за одбележување на вашата матурска прослава со трпеза што ќе воодушеви секого и вкусни предјадења, главни јадења и десерти во кои ќе ужива секој. Не пропуштајте го новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Излегува на 1 мај. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме. За предјадење погачици со шунка, како главно јадење свечен ролат од мелено месо со сос од рем, за десерт лешник карамел,